Калашникови, терористи маршираат во униформа, сцени од битката за Рачиново, извици, учека, Нали Ахмети не му остана ништо, освен во очи да се повикува на своето воено минато, додека зад него на видео бим одеа снимките од војната во 2001, а публиката го скандираше дури името на пегалецот Артан Груби, кој патеме и на црната листа на САД. Ахмети не бираше зборови и рафално удри по сите. Вреди биле кучињата со кои премиерот тргнал на нив, а со кучиња не се ловеле орли. Христијан Младци размисли добро, не се соочуваш со скапоцени камења или краставици, туку со добро специализирани кадри, тимови во сите области. Мицкоски со кучиња оди на лов на зајаци, но не и на орли. Орелот не се бори со кучиња, слуги и негодници кои ги дресирате за да не отцрните. Орли летајте високо во синилото, кучиња чувајте се од зајаци. Ваквата воинствена реторика и националистички говор воопшто не се изненадување, ако си има предвид дека пред само една недела Ахмети предвиди и црно сценарио за распад на Македонија доколку не влезе во ЕУ. Едни ќе оделе со Албанија, другите со Бугарија, затоа што тие ќе биле веќе дел од Европа. Додека Ахмети се занимава со мрачни сценарии војната од 2001, неговите противници одвреди кампањата започнаа со сосема друга позитивна реторика. Зборуваат за конкретни проекти и идеи за подобар живот на албанците во Македонија, но не останаа должни на нападите и навредите од ДУИ. Изед Меджид оцени дека со ваквиот недостоинствен настап Ахмети си ја запечатил политичката кариера. Според него, пораките од митингот не представуваа демонстрација на сила, туку напротив, знак на слабост. Ахмети збореше вчера на митингот за се и се што, но не збореше за една теза која што година дена ја креваше на највисоко ниво за српскиот свет. Тоа е заради тоа, тука ја гледам и нервозата кај Ахмети, веќе на крај испадна дека поврзаноста и лобисти на српскиот свет не е никој друг, туку неговиот син и неговото семејство. Ваквиот старт на кампањата наговестува дека битката меѓу ДУИ и Вреди за Чаир и Гостивар ќе биде жестока. Последните мерења на јавното мислење представуваат разочарување за ДУИ, затоа што покажуваат дека разликата меѓу нив и Вреди е минимална.